Ова е сиднеската населба Касл Хил. Еве ги овие точоците. Точоците значи ги има на секој чекор. Не можеш да возиш од нив. Буквално не можеш да возиш. Ако вози некој од вас точак, ве поздравувам сестрно, да ми сте здрави живи, али од вас не можеме да возиме во Сиднеј. Еве куќите како изгледаат во Касл Хил. Значи овие се едно место кај што е, да кажам, ексклузивно, дефинитивно ексклузивно место, што значи дека цените се доста солени. Сега точно колку се движи цената на куќата овде во ова место не можам да кажам со сигурност, али збораме сега за добри 3, 4, 5 милиони, пошто стамбениот пазар во Сиднеј, значи, е в небо, буквално в небо. Тоа е стамбениот пазар во Сиднеј. Сега, како што кажува и самото име Касл Хил, нормално дека е во ридиштата ова населба и тоа е уште една причина зашто ова место се смета ексклузивно. Еве како изгледа една куќа во Касл Хил. Значи, шо повисоко во Австралија, не баш на планина, али шо повисоко да сте на некој рид, или шо поблиску сте до плажата, до океанот, цените се повисоки на куќите. И обично, сега не знам колку во квадратура, али исто така со куќата наследват голем блок, значи големо дворно место. Така изгледа една населба, значи чисто, тивко. Тоа е едно од предностите на ваквите места, се многу тивки. Сега може да се најди по нешто жив свет на вечер овде, не знам, од страна на нарочито летното време, може да има по некоја змија. Еве уба куќа. Да застанам, еве, има еден знак овде. Еве вели дека има. Да застанам тука и да изгаснам колата, еве уште една добра куќа. Да изгаснам колата. Буквално птица да прелета се слуша. Во ова населба не знам, до сега немам сретнато некој наш македонец, али сигурно има. Мислам дека има. Ако има некој да не гледа, нека се јави. Али тешко, значи нашите македонците се претежно стационирани во јужниот дел на Сиднеј, значи делот околу аеродромот, тука Рокдейл, Брајтон, тука се првите македонци староседелци дојдени. Ево уште една, како од бајките, ова приказна, ова куќа. Ова улица цела со добри куќи. Сега нивните деца може да се расширени ваму таму, али претежно нашите, да кажам 70-80% сме стационирани во јужниот дел на Сиднеј. Значи ова буквално со овие куќи во шума. Ете шумата одма тука. Еве долу куќа. И пиле не пеј. Ова и тој мир што многу од нас го посакуваме некогаш. Кога бев помлад сакав да живеам, да кажам, во голем град, еве добра куќа, али денес ако се прашвам, би живеел на место кое нема многу галама. И пораснав дојден од најголемите ноќни клубови во Македонија, не само во Битоле, и та музика воопшто не ми сметаше. А сега пари би платил за тој мир. Знаеш, неверојатно
како времињата се менват. Сега ќе направам едно полукружно и се враќам назад кон местото, назад кон врските. Имав некои работи што требаше да ги завршам и мислам дека се надам дека ви беше интересно ова видео и поздрав до наредно видување. Јас сум Братко, ова е Австралиски живот. Се сърдно ве поздравувам сите. Чао.